140 ученици од основните училишта од општина Кисела Вода заминаа на 7-дневно целосно бесплатно летување во одморалишчето Детски радости во Свети Стефан Охрид. За нивната безбедност и убаво поминато време ќе се грижат наставници, аниматори, рекреатори, како и доктор кој ќе внимава на нивното здравје. Како што информираше градоначалникот на општина Кисела Вода Урце Ѓоргиевски, овој проект кој го започнале е значаен чекор кон унапредување на квалитетот на животот на децата од социјално ранливите категории. Станува збор за ученици од семејства кои примаат социјална помош, еднородителски семејства или семејства со ниски приходи. Со оваа мерка, како што вели Ѓоргиевски, им овозможуваат еднакви можности и радости какви што имаат и нивните врсници. Ѓоргиевски нагласи дека за новата учебна година повторно обезбедила ранчиња и училишен прибор за сите првачиња, додека сите основци ќе добијат и бесплатни униформи. Го продолжуваме проектот за бесплатни часови по странски јазици, компјутерска технологија и спорт за децата од социјално ранливите категории, истакна првиот човек на Кисела Вода. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски преку социјалните мрежи сподели дека во рамки на општината обновени се 70 клупи со нови даски и целосно бојадисани рамки. Заедно го правиме Ѓорче Петров убаво место за живење, истакна првиот човек на општината, споделувајќи на социјалните мрежи видео од оваа акција. Општина Илинден изврши комплетна реконструкција на локалниот пат што ги поврзува населените места Бујковци и Мршевци во должина од 1100 метри. Во рамки на проектните активности на терен се изврши целосно санирање на постоечката асфалтна површина со поставување на нов асфалтен слој, известија од општината. Градоначалникот Александар Ѓоргиевски изврши увид во градежните активности и нагласи дека после многу години конечно се реконструира овој локален пат кој е од исклучителна важност за повеќе населени места од општината, како и дека со ова значително се подобрува секојдневието на жителите и се зголемува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Дополнително ќе се постави ново лет улично осветлување во должина од над 400 метри, како и целосна хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација согласно сообраќајниот проект. Изградбата на овој локален пат е дел од проектите што ги финансира владата, а средствата за реализација се 60% од владата и 40% од буџетот на општина Илинден. Локалната самоуправа и понатаму останува посветена на реализација на инфраструктурни и развојни проекти, со цел создавање современи, квалитетни и безбедни услови за живот на сите граѓани, велат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски утрово ги посети основните училишта браќа Миладиновци, Блаже Конески, Љубен Лапе и Александар Македонски, кои ги завршуваат последните подготовки пред почетокот на новата учебна година, информираат утрово од општина Аеродром преку социјалните мрежи. Во основното училиште браќа Миладиновци летово беше реновирана училишната спортска сала која ќе овозможи подобри услови за спортските активности на учениците. Во основното училиште Блаже Конески се молерисуваат зидовите и се поставува фасада на новиот дел од објектот, каде неодамна беа инсталирани прозорци, што значи дека училиштето ќе биде енергетски ефикасно. Во основното училиште Љубен Лапе целосно е реновиран главниот влез, вклучувајќи нова фасада, гранитни нелизгачки плочки на платото и скалите, како и железна ограда за поголема безбедност на учениците. Исто така се реновираат и две училници и се варосуваат ходниците на првиот кат, а главниот влез се реновира и во училиштето Александар Македонски. Нашата цел е секое дете да учи во безбедна и современа средина. Со овие значајни инвестиции во реновирањата на училиштата создаваме подобри услови за учење и развој на младите генерации во Аеродром. Ќе продолжиме да вложуваме во инфраструктурата за квалитетно образование и безбедност на учениците, изјави градоначалникот Митевски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски утрово информираше дека во тек е реконструкција на училиштето 11 октомври во пролет. Тој додаде дека се работи интензивно за да се обезбедат подобри услови за учениците. Ги менуваме подовите, ги обновуваме училниците, го молерисуваме и уредуваме целиот објект. Нашата цел останува иста. Секое дете во Центар да учи во безбедна, модерна и чиста средина, истакна Герасимовски.
Pоради неповолните временски услови кои се јавија во текот на вчерашниот ден, општина Карпош информираше дека го одложува почетокот на Карпошовото културно лето 2025 за денес од 20 часот, како што истакна во нивната објава на социјалните мрежи. Според временската прогноза, денешниот ден ќе биде идеален за отворање на оваа културна манифестација. Од општината повикаа на заедничка дружба во 20 часот на платото кај Млечен. Дојдете утре заедно да го отвориме Карпошовото културно лето и да уживаме во незаборавните мелодии на македонските евергрини, повикаа вчера од општина Карпош. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно